Добар ден, драги ученици. Вие денес сте дел од часот по биологија, наставна содржина, дишење и преноси на енергија за 7 оделение. Јас сум Сонја Јанкуловска, наставник по биологија и природни науки при Основното училиште Даме Груев Битола. За денешниот час потребно ви е тетрадка и прибор за пишување. На самиот почеток, пред да започнеме со реализација на активностите за овој час, накратко ќе се потсетиме на основните карактеристики на живите организми, што ги работевме претходните часови, со тоа што сега ќе го стопирате видеото и во тетратките ќе ги напишите карактеристиките или ако ви е полесно, која беа разликата помеѓу живата и неживата природа. Да се потсетиме, тоа е размножување, излачување, исхрана, растење, надразливост, движење и дишење. Сега сакам да го слушнам вашето мислење во однос на следното прашање. Што би се случило со инсектот ако се стави во затворена тегла со многу храна и вода? Дали ќе се врати во живот ако му дадеме кислород? За кој животен процес станува збор? Тоа е процесот на дишење. Што всушност представува дишењето? Дишењето е процес на вдишување или примање на кислород и издишување или испуштање на јаглерод диоксид. Што се случува во организмот со внесувањето, значи, на кислород при дишење? Пред да започнам со објаснувањето, да кажам дека иако сите животни процеси ги работиме посебно, сите животни процеси меѓусебно се поврзани и зависни едни од други на некој начин. Тоа ќе го видите преку следното. Имено, со процесот на исхрана, кој што ни е познат од претходниот час, кој представува внесување на храна во организмот, дека без разлика каков тип на храна внесуваме, се започнува од синџирот на исхрана, односно од зелените растенија, што значи дека во секој примерок на храна има одредена количина на гликоза, односно јагленохидрати. Понатаму тука е кислородот кој што го внесуваме со вдишување. Кога хранливите материи и кислородот ќе дојдат до секоја клетка, започнува процесот на оксидација или разложување или разградување на хранливите материи, при кој што се ослободува вода. Дел од оваа вода се исфрла преку потта, преку урината или преку дишењето во вид на водена пареја, а дел се задржува во организмот за другите процеси. Понатаму, тоа е јаглеродниот диоксид кој што како отпаден производ се исфрла преку процесот на издишување и тука е енергијата. Најчесто во најголемиот дел енергијата ја користиме како хемиска енергија за извршување на некои процеси како што се трчање, скокање, учење, читање, пишување, а дел како топлинска енергија во одржување на телесната температура. Да го прочитаме ова. Вака вели: јадење премногу храна што е богата со масноти може да доведе до зголемена тежина и да бидиме нездрави. Што е точно. Затоа е важно да знаеме колкава е енергијата во различна храна. Како можеме да ја провериме количината енергија во нашата храна? Тоа е цел на нашата следна активност, експериментално да направиме одредување на енергетската содржина на храната со процесот на согорување. За ова активност потребни ни се епровета, држач за епровета, термометар, долга метална штипка, вода и различни примероци од храна кои што сакаме да ги тестираме. Пред да го реализираме експерименталниот дел, треба нешто што треба да знаеме. Тоа е дека количеството на вода во епроветата, тоест 1 сантиметар кубен дека е еднаков на 1 грам или на 1 милилитар. Понатаму, степенот на покачување на температурата на водата во епроветата, тоест температурата пред и по загревањето. Понатаму, тежината на примероците од храна. Следно, Со зголемување на температурата за 1 степен
на 1 грам вода потребни се 4,2 джули енергија. И дека топлинската енергија, која што ќе видиме, се ослободува од одреден примерок на храна, може да се пресмета на следен начин. Масата на водата по покачување на температурата по 4,2 врз тежината на храната. Кога ова сето го знаеме, преминуваме на експерименталниот дел. Значи, земаме една епрувета во која што оставаме одредена количина на вода, например 20 милилитри на вода, потоа термометар кој што ќе ја мери температурата на водата и метална игла или штипка на кој што ставаме одреден примерок од храна. Започнуваме со горење на храната. Од храната се ослободува хемиска енергија. Хемиската енергија од храната се претвора во топлинска енергија и водата во епруветата што прави? Се загрева. Колку е потопла водата, тоест колку на термометарот е повисока температура, толку повеќе енергија има во самиот примерок од храна. Кога ќе ги собериме податоците од различни примероци на храна, одиме кон пополнување на табелата. Горе на горниот колона ги пишуваме, значи, примероците од храна што ги испитуваме, понатаму масата на храната, кој што секогаш ја земаме иста за сите примероци, за да имаме веродостојни резултати. Потоа, температурата на водата пред загревањето, температурата на водата по загревањето и во последната колона ние, значи, промената на температурата која што настанала пред и по. Потоа можеме да видиме дека каде температурата е највисока, односно каде најповеќе се покачила, тоа значи дека тој хранлив производ има најмногу енергија. После овој изведен експеримент ние заклучуваме и дознаваме од каде доаѓа енергијата која што е неопходна за нашето тело да се одржува во живот, односно од каде ја црпиме енергијата во текот на денот за да можеме да ги извршуваме сите активности. И една занимливост дека како можам да искористам храната за загревање на чаша со вода. Пред да заврши денешниот час, ученици, имате како домашна задача да го нацртате овој Венов диаграм во кој што ќе ги внесите основните разлики помеѓу дишењето и согорувањето и што е заедничко за едните и за другиот процес. Тоа беше се за денешниот час. Ви благодарам на вашето присуство. Се гледаме следниот час. До гледање.